Александар Обрадовиќ е еден од опциите за директор во Елем. Потврди денеска премиерот Зоран Заев. Според него Обрадовиќ бил квалитетен кадар во областа на енергетиката, но и дека тоа не значи по автоматизам дека ќе биде директор. Александар Обрадовиќ е квалитетен кадар во областа на енергетиката, ама тоа не значи по автоматизам дека ќе биде директор или не. Да, и тоа е еден од опциите за директор во Елем. Но ние се уште не знаеме која од политичките субјекти, дали од домашните експерти ќе превземе одговорност, през која институција, така да преуранета е дебатата дали некаде некој ќе биде директор. Сите имиња кои што ги одлучуваме јавно и транспарентно ги соопштуваме. Апсолутно јас имам намера да искористам сета прво домашна експертиза што постои и од надвор кој се нуди на Македонија во функција на зголемување на севкупната продуктивност и капацитетност на нашата земја. Контроверзниот Обрадовиќ, кој беше сменет од функцијата директор на српското електростопанство поради низа скандали и сомнежи за криминал, побарал исто така од Министерството за внатрешни работи добивање на државјанство по итна постапка. На владина седница, со согласно со сите министри, барањето на МВР било прифатено, повикувајќи се на членот 11 од законот според кој странски државјанин може да добие македонско државјанство само доколку тоа представува научен, економски, културен, спортски или друг национален интерес. 4-годишното директорување на Обрадовиќ во Србија беше проследено со наслови во тамошните медиуми за сомнителни тендери, ненаменско трошење средства, вработување на телевизиски звезди, судир на интереси, како и дипломатски скандал со Кина. Обрадовиќ беше сменет од функцијата поради своето однесување, а медиумите пишуваа дека капката која ја прелеала чашата било купувањето на 2 автомобили марка Ауди во време кога Србија имаше мерки на штедење. Во однос на ефтината тарифа, пак премиерот Зоран Заев најави дека таа ќе биде вратена на неколку часа преку ден за сите граѓани и покрај препораката на Европската енергетска заедница, ефтината дневна тарифа да има само за социјално ранливи категории. Тој рече дека Македонија се додека не влезе во Европската унија, може сама да си ја креира енергетската политика и ефтина струја во одреден дел од денот да има за сите граѓани. Владата планира тоа да го овозможи преку заштеди во работењето на рек Битола. Ефтината струја од 13 до 16 часот беше укината во 2012 година.